Денеска утрото го започнуваме со господин Христо Петрески, кој е уметник, писател, но воедно и долгогодишен новинар. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за неговите утрински ритуали, но воедно и од каде ја црпи самата инспирација во однос на сите овие професии кои што ги напоменав. Да му посакаме добро утро. Добро утро и ви благодарам што еве вака рано утрински сме на кафе, односно на чај. Господине Петрески, кои се оние три работи без кои не можете да го стартувате утрото? Па јас не сум од тие традиционалисти кои што денот го започнуваат со кафе и кои што имаат некои ритуали. Јас сум ранобудник, станувам рано. Еве денеска станав во 5, во 6 веќе бев на работа и секој ден така го почнувам денот. Едноставно мислам дека ако не го почнам така денот, дека ќе го изгубам, дека ќе го пропуштам. И имам чувство дека ако дома седнам, ќе почнеме некои муабети или ќе не знам, некако идеите за денот и размислите, сакам што побрзо да ги материализирам, што побрзо ги ставам на хартија. И тоа го правам на работа. Буквално на работа сум многу рано. Или пишувам, или цртам и сликам. Тоа и денеска го направив. И денеска цртав, и денеска нешто сликав. Само рано наутро имате желба и инспирација? Да. За мене денот е всушност утрото. Најбитен ми е. Се после ми е некако како реприза, како пополнување само и како некое повторување. Јас работам и дома навечер, ама тоа не е како наутро. Наутро сум свеж, наутро сум морен за работа. И за мене, уште еднаш да повторам, најбитен дел од денот ми е утрото. Најрезултантен. Знаеме како долгогодишен новинар, поет, писател, уметник. Како сите овие професии се испреплетуваат во вашиот живот? Па обично кај нас луѓето велат 2 во едно, 3 во едно, како да се плашат да има повеќе работи во едно. Меѓутоа во овој микс, ово е совршен микс, веднаш да ви кажам, новинарство и литература, односно книжевност. Бидејќи јас толку работи имам напишано кога бев новинар, посебно во Нова Македонија кога бев, бидејќи имав секој ден машина за пишување и ти цело време не пишуваш текстови за весникот, ќе ти дојде идеја за песна или за расказ и ја тогаш напишав и најмногу книги. Значи, пишувањето, новинарството и книжевноста се многу поврзани. И веднаш да кажам, се разбира дека и другите уметности, сега кој какви дарби има, какви таленти. Јас почувствував потреба да цртам и да сликам. Некако тоа би беше најблиску до она што секојдневно го работам со пишувањето. Бидејќи ваму се изразував и се изразувам со зборови, а ваму се изразувам со линии и бои. И веднаш да кажам дека нема ништо поубаво од тоа да можете да споите повеќе уметности. Јас немам дарба за пеење, немам дарба за танцување, немам некои други дарби, но ова ми е сосема доволно. И едното не го исклучува другото. Значи, ниту ми пречи сликањето и цртањето на пишувањето и обратно, пишувањето најмалку му пречи на цртањето и сликањето. Мислам дека прашањето беше одлично, дека новинарите се половина писатели, ако не и цели писатели. Повеќето новинари се потенцијални писатели или писатели во вистинска смисла на зборот. Автор сте на повеќе од 50 книги. Колку всушност самото новинарско искуство ви помогна при самото пишување? Па новинарското искуство ми помогна многу, иако да ви кажам веднаш постои една опасност. Во пишувањето, во книжевноста, новинарството може да биде и штетно. Бидејќи новинарот брзо размислува и брзо пишува. А при пишувањето на поезија, проза, не треба толку брзо, или есеи, критика, не треба толку брзо да се пишува. Затоа што тој новинарски стил може да биде и празен, може да биде и површен, може да биде не толку богат, толку содржаен, како што кога ќе седнете и пишувате темелно, не новинарски. Мислам дека гледачите ќе ме разберат што говорам. Според вас, дали сметате дека во денешно време може да се опстои од занимавање со уметноста?
Па од уметност воопшто не може да се живее. Тоа малкумина можат тоа задоволство да си го приуштат. Тоа што се вистински имиња, неколку сликари, неколку писатели, ама мислам дека и тие тешко излегуваат на крај, доколку не работат нешто друго. И затоа, речи си, сите македонски писатели сме биле новинари, или сме новинари. А сите сликари па работат нешто друго. Дали работат во некои институции, дали во медиумите, но како и да е, од уметноста во Македонија не се живее. Уште помалку сега, например, сликарите порано продаваа нивни дел слики за свадби. Сега тоа изумре, тоа не се купува. Сега се гледа само коверсот и колку пари има во него. Од друга страна, од писателство, од книги, уште помалку се живее, бидејќи за жал. Бројот на читателите е символичен. И вие не можете да сметате дека ќе живеете како писател или како сликар од вашето творештво. Туку ќе си бидете новинар или издавач, ќе си работите нешто друго, а ова ќе ви биде надградба, задоволство, хоби, како сакате кажете го. А од сликарството исто ќе ви биде релаксација, ќе ви биде исто само едно големо задоволство. Но не и материјално обезбедување и не и материјален живот. Станува збор за духовност, станува збор само за надополна. И фактички ние со пишувањето, сликањето си облагородуваме душата, себе си, но и другите љубители на уметноста, тие што сакаат да читаат, тие што сакаат да посетат изложби, да видат ликовни дела. Пред самиот крај ќе прашам како би ги советувале младите уметници, односно кои се вашите препораки до нив? Па, јас имам еден совет за младите уметници. Да не слушаат никого. Иако тие се млади и секого слушаат, и тоа е многу погрешно. Да се слушаат себе си, своето срце, и да не ги следат трендовите. Во еден миг може да биде тренд нешто што ќе изумре многу брзо, за неколку години. И тоа што ќе ги удираат по рамо, и што ќе им викаат супер си, одличен си, секојаш да го прифаќаат со резерва. И да работат, многу темелно да работат. И тогаш и кога ќе ги негираат, кога ќе ги напаѓаат, да знаат дека тогаш се на вистинскиот пат. Колку повеќе ги негираат, колку повеќе ги напаѓаат, толку повеќе ќе засврснат и толку побрзо и полесно ќе успеат. А обратно, ако ги фалат, тие веднаш ќе помислат дека се звезди, дека навистина е се така, ќе пропаднат, ги нема. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго за овој утрински разговор. И мене ми е драго што еве при оваа средба кажавме барем неколку, разменивме неколку мисли, неколку реченици. Продолжете со оваа емисија, бидејќи колку повеќе луѓе, толку повеќе идеи.